Добар ден во вестите во 18 часот. На почеток преглед на насловите. Обвинение за Артан Груби и 7 други лица. Судот бара мерки на предпазливост поради сомнеж за проневера во лотарија тешка над 8 милиони евра. Резултатите што ги земале од Сабајле се добри. Дали е на повидок крај на кризата со вода во Гостивар? Од утре се очекува укинување на забраната за пиење вода. Четврт век од Охридскиот договор, свечена седница во владата и пораки за иднина без тензии. Мора да гледаме напред, но и мора да се свртиме назад и да видиме кои се луѓето кои што ги злоупотребуваат најсуптилните лични чувства на народот. Бројот на потврдени случаи на западно-нилска треска расте. Во Македонија досега има 30 заразени. Не треба да се преземат мерки кои се нелогични, значи само лична заштита. Обвинителството поднесе обвинение против поранешниот вице-премиер Артан Груби и уште 7 лица за милионски злоупотреби во државна лотарија, тешки околу 8,2 милиони евра. За првообвинетиот во бегство се бара притвор, за Груби куќен притвор, а за останатите мерки на предпазливост. Една недела пред истекот на крајниот рок за притворот на Артан Груби, обвинителството поднесе обвинение против него и против уште 7 лица за злоупотреби во државна лотарија. На сите обвинети им се става на товар кривично дело, злоупотреба на службена положба и овластување. Меѓу обвинетите се и поранешниот директор на акционерското друштво Перпарин Бајрами, за кого како прво обвинет и недостапен на органите на прогонот обвинителството бара притвор. За екс-вице-премиерот Груби пак, како второ обвинет е побарано да остане во куќен притвор. Според обвинението, првообвинетиот предложил државна лотарија самостојно да приредува електронски игри на среќа, иако тоа право во 2013 година го вложила во заедничката компанија Казинос Австрија, зашто добила 51% од уделот. И покрај тоа, во 2023 година била започната постапка за набавка на видеолотариски терминали вредна стотици милиони денари. Информацијата стигнала до генералниот секретар на владата, која ставил како дополнителна точка на дневниот ред, иако според обвинителството требало да ја упати до надлежниот орган. Со тоа, според обвинението, бил заобиколен пропишаниот начин на одлучување и било отворена патека за набавката, со која на државна лотарија и била нанесена штета од околу 8,2 милиони евра. Вториот обвинет, кој имал реално влијание во раководењето со АД државна лотарија, во својство на одговорно лице председавал со седница на влада на Република Македонија, во својство на собрание на државната лотарија и предложил вака дополнитата точка на дневен ред да се усвои, иако бил свесен дека одлуката не е во надлежност на владата како собрание на акционерското друштво. Соопштија од обвинителството. За останатите 6 мина обвинети, обвинителството бара мерки на предпазливост, јавување во судот, одземање на патните исправи и забрана за приближување и воспоставување контакти со определени лица. Инаку Артан Груби беше недостапен за органите на прогонот од декември 2024 година, кога ја напушти земјава и по него беше распишана меѓународна потерница. По повеќе од 14 месеци бегство, на 23 февруари годинава се врати во Македонија преку Блаце и беше приведен. Иако претходно му беше определен притвор во отсуство, по враќањето мерката му беше заменета со куќен притвор со 24-часовен полициски надзор, поради проценка дека не можела да му се гарантира безбедноста во затвор. Поранешниот председател на Фудбалската федерација на Македонија Илчо Ѓоргиовски е пуштен од притвор со гаранција од 500.000 евра и мерки на предпазливост. Како што потврдуваат од Скопскиот кривичен суд, Ѓоргиовски депонирал банкарска гаранција во висина од 500.000 евра. Дополнително и обвинителството дало позитивно мислење за прифаќање на гаранцијата и укинување на притворот. По ова, Ѓоргиовски ќе го очекува продолжувањето на судската постапка со определените мерки на предпазливост. Притворот е укинат и за уште две лица, Томислав Младеновски и Ѓоко Чубриновски. И кај нив притворот е заменет со гаранција и мерки на предпазливост.
Во истиот предмет е опфатен и поранешниот председател на ФФМ Моамед Сејдини, кој претходно обезбеди гаранција во висина од 1 милион евра. Додека светските сили ги отвораат рудниците, домашниот проект Иловица штука останува во застој. We're putting our miners back to work and we're reclaiming America's. Гостиварци, известно е дека од утре ќе добијат безбедна вода од градскиот водовод, откако последните лабораториски анализи покажаа значајно подобрување на параметрите. Од локалниот кризен штаб апелираат за уште малку трпение, додека не стигнат и вечерните резултати, пошто се очекува укинување на забраната и конечно крај на 5-неделната криза со водоснабдувањето, која што предизвика и здравствени проблеми кај илјадници граѓани. Дејан Србиновски. Гостиварци, известно е дека од утре ќе имаат безбедна и питка вода од градскиот водовод. Третото тестирање на водата по претходните две задоволителни лабораториски анализи покажувало значително подобрување на физичко-хемиските и микробиолошките параметри. Од локалниот кризен штаб за Канал 5 потврдуваат дека добрите резултати од примероците земени вчера се очекуваат во текот на денот. Доколку резултатите ја потврдат исправноста на водата, се очекува утре да биде укината забраната за нејзино користење за пиење. Трите лаборатории земале мостри на секој 12 часа, така да резултатите што ги земале од Сабајле се добри и во аспект на и физички и хемиски и микробиолошки се добри. Затоа Централниот кризен штаб даде предлог утре Агенцијата за храна и ветеринарство да излезе со соопштение и да ја укине забраната за користење на водата во Гостивар. Од кризниот штаб апелираат граѓаните да не брзаат со користењето на водата за пиење, се додека не добијат официјално зелено светло од Институтот за јавно здравје и Агенцијата за храна и ветеринарство дека водата е безбедна за употреба. Ние како локален штаб, кризен штаб, ќе имаме можеби прес со членови од Централниот кризен штаб и ќе им соопштиме на граѓаните дека дефинитивно водата е добра за пиење од водоснабдителниот систем во општина Гостивар. Со очекуваното укинување на забраната по повеќе од 5 недели би завршила голготата на гостиварци со питката вода. Проблемот со загадувањето на водоснабдителниот систем предизвика здравствени проблеми кај околу 5000 жители. За загадената вода со фекали, Артана Асани, Леон Уредини и Вадедин Дервиши, кои беа на раководни позиции во јавното предпријатие Комуналец, добија 30-дневен притвор. Тие се осомничени дека со одредени действија, поврзани со водоснабдителниот систем во Гостовар, овозможиле мешање на загадена вода со водата од системот за пиење. А од ВМРО ДПМН и денеска на пресконференција со обвинување до СДСМ дека ширеле дезинформации за тоа дека во Скопската вода имало ешерихија коли. СДС и нивниот моментален председател Венко Филипче, кој со својот ментор и партиски другар Зоран Заев се шета по Егеот, треба да се смири и да не се однесува како сонцето да му удрило во глава и да дава вакви насоки за вакво ширење на паника. Дополнително, овој обид за дезинформирање на граѓаните и ширење паника покажува само едно, дека СДС веќе не знае ни каде удира. Кога немаат што да понудат, останува само политичкото дно, а тоа кај СДС очигледно нема крај. Менуваме тема. Со свечена седница во владата и пораки за стабилност, Македонија одбележува јубилејни 25 години од потпишувањето на Охридскиот рамковен договор. Централната прослава продолжува вечерва на Камениот мост со уметничко-музичка програма, додека опозицијската ДУИ организира сопствен настан. Токму оттаму во живо ја вклучуваме во вестиве Маја Стојановска. Маја, да чуеме на почеток дали почна одбележувањето организирано од ДУИ.
Така, Борче, четврт век од подпишувањето на Охридскиот рамковен договор, политичките партии од албанскиот блок вечерва го дочекуваат со две различни прослави. Првата за вечерва е во организација на партијата ДУИ. Станува збор за панел дискусија која што се очекува да започне во секој момент, а на која според најавите од партијата ќе се разговара за наследството, предизвиците и иднината на Охридскиот рамковен договор. Во поканата која што пристигна од лидерот на партијата Али Ахмети, кој што треба да се обрати од овде вечерва, Охридскиот рамковен договор беше потпишан како еден од најзначајните моменти во современата македонска историја. Исто така, овде се очекува да се обратат и повеќе членови на партијата ДУИ, а освен тоа предвидено е да се обрати Владо Бучковски, поранешен премиер на Македонија, како и поранешен председател на Социјалдемократскиот сојуз. Претходно попладнево, како што спомена Ити, во владата исто така беше одбележена 25 годишнината од подпишување на Охридскиот рамковен договор со свечена седница. На неа се обрати вице-премиерот Александар Николовски, како и првиот заменик председател на владата Беким Сали. Пораки за стабилност и соживот исто така пристигна и од председателката Силјановска Давкова, од премиерот Христијан Мицкоски, но и од собранискиот спикер Африм Гаши. Сублимат на сето ова направи колешката Афродита Рамос, па предлагам да го погледнеме нејзиниот прилог во продолжение. Македонија одбележува јубилејни 25 години од подпишувањето на Охридскиот рамковен договор, кој стави крај на едно од најголемите безбедносно политички кризи. Првиот вице-премиер Беким Сали на свечината седница во владата посветена на рамковниот договор ја потенцираше историската и политичката важност на договорот за стабилноста, еднаквоста и европската иднина на земјата. Охридскиот договор не треба да се гледа како затворен и завршен документ, туку како жив механизам на нашиот уставен поредок и како политичка насока за секоја институција на државата. Тоа подразбира институции кои функционираат врз принципот на еднаквост и правична застапеност. Токму тоа го правиме и ние како влада. Неодамна и со предлагањето до собрание на Република Северна Македонија на една значајна одредба што произлегува од овој договор, како што е законот за соодветна и правична застапеност. Четврт век е доволно долг период за да се извлечат поуки и да се погледнат пообјективно некои работи од дистанца, вели вице-премиерот Александар Николовски. Според него, наместо за добробит на општеството, одредени политички поединци и партии го злоупотребувале договорот. Се обидуваат да прават раздор, да потикнуваат лажен национализам, етнички тензии и на тој начин да владеат со државата и мора да признаеме дека долго и успеваат да го прават. Тоа за сега е да видиме во овие 2 години дека во суштина најголем дел од работите биле поврзани со личниот и семејниот интерес. Не смееме да дозволиме тоа да се случува во иднина. Мора да гледаме напред, но и мора да се свртиме назад и да видиме кои се луѓето кои што ги злоупотребуваа најсуптилните лични чувства на народот. Премиерот Христијан Мицкоски на социјалните мрежи порача дека иако во државава има различни перцепции за минатото и за Охридскиот договор, иднината, како што вели, мора да биде ослободена од етнички тензии, политички манипулации и подалби. На Македонија е потребно општество во кое вредноста на човекот нема да се мери според неговото потекло, туку според неговото знаење, труд, честност и придонес кон заедницата. Држава во која институциите ќе му служат на граѓанинот и во која напредувањето ќе зависи од способноста и резултатите. Идните генерации да го наследат Охридскиот договор како пресвртница во историјата, порачува спикерот Африм Гаши. Македонија е заеднички дом за сите нејзини граѓани. Неговата сила не лежи во разликите што не делат, туку во способноста да ги претвориме во заеднички вредности. По четвртина век, прашањето што мора да си го поставиме повеќе не е што сме постигнале, туку што ни останува да им наследиме на идните генерации, државата што ја сакаме. Така, кои ќе бидат пораките кои што ќе бидат испратени од овој настан во организација на ДУИ, допрва ќе треба да чуеме со оглед на тоа што се очекува, како што кажав и на самиот почеток, да започне во секој момент, додека за 1 час од сега е закажана централната манифестација за одбележување на 25 години од Охридскиот рамковен договор на Вреди кај камениот мост на градскиот плоштад во Скопје. Според најавите од партијата, покрај вчерашната меѓународна панел дискусија и денешната
свечана седница во владата. Ова ќе биде практично централна манифестација која што е организирана со помош на владата и Министерството за односи меѓу заедниците и како што е најави од партијата ќе биде проследена со модерна и класична музика. Атмосферата од таму вие пренесуваме во следното информативно издание во 8:45 студио. Така е, Мет, и благодарам. По прогласената епидемија во делови од Скопје, како кисела вода, газибаба, аеродром Бутел и Илинден, бројот на потврдени случаи на западно-нилска треска расте, па сега вкупниот број се искачи на 30. Од нив 20 се уште во болница. 5 мина кои имаат над 60 години и се со други хронични болести се во критична состојба на респиратор, потврдуваат за Канал 5 од инфективната клиника. До сега има еден смртен случај, 83 годишен скопјанец, а 9 се излекувани, односно се пуштени од болница дома. Експертите велат дека простор за паника нема. Професор доктор Никола Пановски вели дека она што сега треба секој од нас да го прави е да се заштити со средства против комарци, со мрежи на вратите, а и во дворовите да се исчисти застоена вода што представува добро место за размножување на комарците. При симптоми како што се силна главоболка, зашеметеност, вкочанетост во вратот, веднаш да се побара лекарска помош. Но на своја рака да не се земаат лекови и антибиотици. Паниката никого не спасила, само довела до поголеми жртви и не треба да се преземаат мерки кои се нелогични, значи само лична заштита и во однос на општото здравје да се исчистат сите дворови, канали, да се сакси и така натаму, да нема заостаната вода, барем уште овој месец дена дека се повисоки температурите, да издржиме уште месец и пол. Рачунете дека тие што се заразени не може ништо да направиме, ќе видиме колку ќе се јават понатаму, се очекува да се удвои. Оптимистичка прогноза моја е да се удвои бројот, да не биде повише од 50, да завршиме оваа година, бидејќи од октомври натака и веќе ќе нема опасност се до идната година. Така да ги преземат тие мерки кои повеќе пати се кажани, кои самите граѓани ги знаат, особено тие што се ризични групи, бидејќи еве и во Грција беше има над 100 случаи и кај нас ниту едно дете или млад човек не добил симптоми со кои би се јавил на доктор па да се докаже вирусот, а сигурно ги има стотици такви. Сите се тие, еве во Грција просекот е 82 години на тие 9 или колку беа смртни случаи, додека и кај нас тој што почина вчера, за жал, и тој има 83 години. Значи, тие постарите, повозрастните со хронични болести, да излегуваат надвор кога мораат, облечени со долги ракави, а тоа што ќе остане, тоа се дланките, лицето да се намачкаат или да се испрскаат со некој спреј против комарци, да се стават мрежи на прозорите. Дали можеше да се превенира, наместо сега да се лекува? Секако дека требаше, бар доцни еден месец, како што се доцни во сите области, а најмногу се осетува тоа ќе се случи во здравјето, во медицината. Уште првиот случај кога се јави требаше да се преземат тие мерки, бидејќи ако се јави еден случај со тешка болест на клиниката, рачунете веќе се заразиле. Значи, дека тогаш треба да се преземат мерки, да се намали бројот. Колку што јас знам, не се преземани мерки тогаш, сега се презема мерките, за кои повеќе гледаме од медиумите, колку од институциите. За жал, институциите, владата, Институтот за јавно здравје се бават со политика. И тоа историска политика. Што било пред 2 години, што било 3 години, што ја интересира мене што било пред 5 години. Сега е моментот, завршете работата за која сте платени. СДСМ бара итна и системска реакција од институциите по прогласувањето епидемија на западно-нилска треска. Ова веќе е прашање на владина неспособност и институционална неодговорност. Не функционира системот за превенција, заштита и контрола
на вектор преносливи болести. Имаме 26 регистрирани случаи со западно-нилска треска, 24 потврдени, 1 починат и 5 пациенти на механичка вентилација. И наместо владата да даде одговор како дошло до оваа зараза, зошто не се презеле мерки, јавноста повторно добива уверување дека институциите преземаат мерки. Дел во земјава, дел во странство. Дали и каде летуваат македонските политичари? Одговорите ги има Сандра Спасовска. Почетокот на август во Македонија носи традиционално забавување на политичките активности. По прославата на Илинден, премиерот, министрите и пратениците користат кратки годишни одмори. Пред враќањето на секојдневните работни обврски и есенските предизвици, најчесто од 3 па се до кај 15 август, политичарите одмараат во кругот на семејството. Годинава наместо на море или езеро, премиерот и лидер на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски својот летен одмор го минува во кругот на семејството. 8 дена уживаат во убавините на Белгија. Во суштина нема да имам класичен одмор, ќе биде еден вид екскурзија со семејството, ќе бидам недела дена во Белгија. 4 дена во Бриш, 4 дена во Брисел. Ниту лидерот на СДСМ Венко Филипче одморот нема да го помине на море. Тој за Канал 5 вели, летниот одмор ќе го посвети на реалните проблеми на граѓаните и семејството. Додека премиерот е на екскурзија, јас решив да го посетам Ново село, тамо каде што беа нападнати младите. Следната недела планирам да одам и во Гостивар. Во меѓувреме ќе се обидам да поминам неколку дена со моите, а потоа ме чека и работа во болница. Председателката Гордана Силјановска-Давкова месец август ќе го мине работно во Охрид. Од председателскиот кабинет за Канал 5 велат како покровител на фестивалот Охридско лето. Незиниот престој во Охрид вклучувал бројни протоколарни и службени ангажмани како прием на странски државници, јавна дебата по повод меѓународниот ден на младите, а денеска се одржала и работна посета во Струга со раководствата на општината и струшките вечери на поезијата. За неколку дена во Охрид како врховен командант на армијата, председателката ќе биде дел од одбележувањето на денот на Арама, а за неколку дена на покана на председателот на Италија ќе присуствува на отворање на медитеранските игри. Од кабинетот на собранискиот спикер Африм Гаши за Канал 5 велат, председателот немал планови за летен одмор. Гаши, како што ни посочија од кабинетот, и годинава одморот ќе го помине работно во законодавниот дом. Работно, како и секоја година во родното Зајас, ќе му помине и летниот одмор на лидерот на Демократската унија за интеграции, Али Ахмети. Канал 5 побара одговори од останатите политичари, но до овој момент одговор не добивме. Дел од министрите летниот одмор го поминуваат покрај брегот на Охридското езеро. Вести плюс во продолжение. Јана Јосифовска разговара со Љубиша Николовски. Пријатно.